Скопска двојка донесе решение со кое го одби како неосновано барањето за донесување на привремена мерка за забрана на партијата Левица да учествува на предвремените парламентарни избори закажани в недела за на 11 декември. Ова е уште еден правен пораз на обидот на некои инсайдери и саботери да се оневозможи учеството на Левица на предвремените парламентарни избори. Стои во соопштението на Левица објавена денеска на официјалниот Facebook профил на партијата. Согласно приложеното јасно се гледа дека одлуката е статутарна и легална, уште повеќе донесена во демократска постапка, изгласана од мнозинството членови на Централниот комитет, највисокото раководно тело помеѓу два редовни пленуми, во претходна консултација со членовите на локалните организации на Левица. Важно е да се напомене дека огромното мнозинство од базата на Левица зазеде став за самостоен настап на предвремените парламентарни избори. Левица не потклегнува пред овие обиди за саботажи и замешателства, досега невидени во политичката историја на Македонија. Стои во соопштението на Facebook профилот на Левица. Пред 10 дена Жарко Петрески, лице подпишано како основач на Левица, до Основен суд Скопје 2 поднесе предлог со кој побара забрана на партијата да учествува на предстојните предвремени парламентарни избори. Според документите од барањето кое наводниот основач на Левица Петрески го доставил до судот, одлуката партијата самостојно да настапи на изборите на 11 декември била во целост спротивна на статутот на партијата, поточно на членот 26 став 1, каде било прецизирано дека одлуки за учество или бојкот на избори донесувал пленум. Од Левица вела дека одлуката за самостоен настап на партијата на изборите, која беше оспорена во барањето што беше доставено до судот, е статутарна и легална.